preko Boga dani. Mala, 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 mala mi da, Slovaka je mala, ama kuća goj mala. Другарке фон дер Лайнин, јас како министер во владата на северната ни држава, морам да со среќа да констатирам, мислам да ви се представам, јас сум Боки фон ден Кркен или фон ден Бифтекен. Морам да ви изразам најдлабоко восхитување, нели, за тоа што и да ги уверам граѓаните дека ние во нашите обиди, во нашата заложба за број 1 коруптивна држава во светот, а богами и во вселената и во универзумот, секаде кај што има нели овие летечки прасиња и што може да се кркне, дека ние им гарантираме на граѓаните дека ќе влезат во Европската Унија во 2030 година. Тоа можеме да го потврдиме, бидејќи се што ветивме досега и им исполнивме на граѓаните. Државата нели веќе нема име, веќе нема народ, како што велите вие, почитувана фон ден Лајнен, веќе идентитетот ни е уникатен, значи ние сме такви уникатни што ни пишува граѓани на Република Северна, нели фон дер Лајнен, како што велите вие, северна држава. И со нашиот тој уникатен идентитет, кој што ние го остваривме само за да збутаме по джепови и да кркаме, ние ќе внесеме државата. Се надеваме дека до тогаш ќе имаме и од ДУИ, некако сега 12 министри, него дека ќе имаме минимум 15 министри во владата и еден министер кој што најверојатно ќе бидам јас до тогаш, ќе имате прилика да видите дека ќе бидам прилично онака добро ухранет, угоен, што значи дека ќе има добар живот во севернава наша и дека ќе се крка и ќе се јаде. Добро, нема да има за сите, но во просек ќе генерално ќе има некој бифтек, некој посебна, на крај ќе има просек дека јас сум го јал бифтекот, а дека остатокот од народот ја јал посебната, а посебно тие што немаат денар нема да јадат ништо. Чао! Секој треба да го памти лошиот 27 април, кога оваа душа крвареше за нашата Македонија и неговата мајка, жена, чеда го чекаа дома да се врати. Таа слика никогаш не треба да се заборави. Секогаш треба да ни биде водилка на сите. Овај човек заслужува. Тој е херојот на мирот, херојот на љубовта, на единството, слогата. Еден и единствен. Се надевам дека и вие сте неговата десна рака, која далеку ќе патува Македонија со вас две личности. И тие останати кои крвареа до Зоки, Оливер Спасовски, министерот за земјоделие, Кирацовски, Сугарески и многу. Ја немав појма што ќе бидам кога ќе порасне, стварно ти кажам. Постари во тоа време беа го дочека внукот и ми велеа дека јас лично сум зборил, како вика, ѓубреџија сакам да видам. Замислите од ѓубреџија до претседател на Македонија. Ова е добро за Шилегов. Мислам дека ѓубреџија му фали у градот. И јас лично сум зборил, како вика, ѓубреџија сакам да видам. 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 Сериозни се луѓе овие работи. Јас не знам како да објаснам дека општеството треба да застане во одбрана на овие лица кои што се неработници. Општеството треба да застане во одбрана на овие лица кои што се неработници.
Најсериозно. Сега за вас специјално една песна што ја напишав инспириран од мојата неодамнешна официјална, билатерална и хомосексуална и сексуална и бисексуална посета на Резил Чаршија. Стамбул Блуз. Во Стамбула коси појдов јас, прошетав низ Резил Чаршија, се то женишта голи раздрапани, ке ги чукам гаскотапани. Се то женишта голи раздрапани, ке ги чукам гаскотапани. Типко. И шетам така со овие, со црвени корањи, со Валентино, Скендер ваку. И гледаме едни така ченги ума и дебели мрсни, со сланини джимиринки. А имаше една специјална, се викаше Назмие. И тоа беше ваква. Там ја сретнав лична Назмие. Назмие, турско ченјиче. Назмие, од тебе олкав ми е, дај му малку да се истрие. Назмие, од тебе олкав ми е, дај му малку да се истрие. Ама пуста Назмие сакала да и се одварам. Вика, Назмие шебој боја, ашкунгел мари Назмие, курте дуе мари Назмие. А после вака праише. Назмие се Витка превива, почна да ме шмука целива. Та го целива, а тој се прелива. Далги, тој се прелива. Та го целива, а тој се прелива. Далги, тој се прелива. Типко. И отко свршивме 928 пати, тоа со мене беше, Валентино имаше 3 пати, тој мал капацитет има, Бокио еднаш, нему да ставуе. Валентино, сексуален манијак, од Капиштец, 39 пати. Маке колку беше? 15 пати. А Трајко, и палици употреби, и тапани, и 300 чуда, 972 пати тој. Назмие папса, рече јок, нема појче. Језда ти е Назмие професионалка, ама Ристо Бомбата има голема палка. И нема кај доди, така. И после ми викаше вака. Арслан Ристо, ти ме раклија. На туѓи жени вино, ракија. Јас не можам повеќе, дај ми ја сурлата, да ти го направ чакија. Јас не можам повеќе, дај ми ја сурлата, да ти го направ чакија. И бидна шо бидна, си заминавме за Прилеп, јас за Прилеп, Валентино во Капиштец, Трајко Каванов целозијето да го сади, Маке да продава газоза, Борче свадби свиреше по Прилеп и ми стасува писмо, а у писмото пише Назмија не е во Стамбул више. Вака беше. Назмие, град си промени,
кај нас, па се прекрсни. Сега Наташа, таси се вика и стално по мене рика. Сега Наташа, таси се вика и стално по мене рика. 2 hours later.